Да го поминеме минатото и сегашноста заради иднината на Македонија, порача председателот на македонската влада Зоран Заев пред денешното заедничко поклонение со бугарскиот премиер Бојко Борисов на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје. Пред сегашните и идните генерации настои 14 годишнината од Илинденското востание и 73 годишнината од првото заседание на АСНО. Од име на граѓаните на Македонија и на владата на Република Македонија изразувам одлучна верба за јасна иднина. Има светла иднина за нашата Република Македонија и има иднина за секого во ова наша убава земја. Историјата и минатото ги ставивме да бидат цврсти темели на кои што почнавме да ја градиме европската и евроатлантската иднина на Република Македонија, која што води до квалитетен живот. Го послушавме Делчев. Тој рече: нека не се губи времето. И се здруживме. Ги подадовме рацете меѓу нас и создадовме пат кон развојот. За развојот се потребни доброволно подадени раце на граѓани и народи кои се подпираат и поддржуваат и така заеднички чекорат стабилно напред. Потребни и се и стабилност и развој на Република Македонија. Денес, кога се поклонуваме пред загинатите за слободна иднина, со чист образ можеме да изговориме дека и нашите генерации минаа низ предизвиците, владата и граѓаните на Република Македонија дадоа пример како може да се исчекори напред. Погледот мора да се насочи напред и да биде кон вистинската цел. Знаеме дека нашата стратешка цел се членството во Европската Унија и НАТО. И Република Македонија, ве уверувам, го прави неопходното. Подадовме раце не само внатре, туку и кон надвор. И еве, има одговор. Има раце кои се испружија кон нас. Еве сме заедно, со нашите соседи и пријатели, официјалните представници на граѓаните на Република Бугарија, премиерот Борисов и дел од владата и парламентот на Бугарија, која покажуваат истата одговорност кон заедничките цели. Затоа, денес заедно ја испраќаме пораката. Регионот е подготвен да води политики на зрелост, мудрост и посветеност кон своите граѓани. Регионот се однесува европски и заслужува да ја добие шансата да се развива во европското и евроатлантското семејство. Владата на Република Македонија постави добри основи за соработка и со другите соседи од регионот. И имаме право да очекуваме дека во периодот што предстои ќе добиеме и други испружени раце кон нас. Стабилноста, безбедноста, мирниот живот на граѓаните, економскиот развој, културната соработка се потреби на граѓаните на Република Македонија, но и на граѓаните на целиот Балкан, чија што иднина исто така е Европската Унија и НАТО. Земјите членки на овие две организации кон кои што целиме ги препознаа отворените искрени намери на Република Македонија и затоа и дадоа на нашата земја силна поддршка на самитот на Западен Балкан во Трст, со што очекувам да бидеме охрабрени и денеска на состанокот на земјите од Јадранската група со подпредседателот на Соединетите Американски држави Майк Пенс во Подгорица. Затоа, почитувани граѓани, мојот оптимизам и оптимизмот на владата дека доаѓаат добри денови за Република Македонија и за граѓаните на нашата држава се реалност, за што е потребна поддршка и од сите од вас. Слободата, демократијата, развојот, напредокот бараат исто така жртви. Тие жртви денес значат да се грижиме за себе и за своето семејство, но да се грижиме и за општеството во кое што живееме и за државата што ја обновуваме. Градиме професионални институции, независно судство, услови за слободни и објективни медиуми. Потребни ни се силни и квалитативни корективи. Парламентот, регулаторните тела, граѓанските организации, секој граѓанин поединечно.
Борците од Илинден и од Асном се нашиот завет. Македонија да ја чуваме и градиме заедно. Тој збор заедно е гаранција за иднината, нагласи премиерот Заев. Повтори дека треба да покажеме одговорност кон себе и кон регионот за сите да одиме кон демократскиот свет. По обраќањето на кое присуствуваат членови на владите и на парламентите на двете земји, представници на политички партии и на дипломатскиот кор, двајцата премиери Заев и Борисов положија цвеќе и се поклонија пред гробот на Гоце Делчев. Со денешната церемонија на гробот на Гоце Делчев заврши дводневната посета на бугарскиот премиер Борисов на Македонија, во чии рамки беше потпишан договорот за пријателство, добрососедство и соработка. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов се обрати пред споменикот на првиот председател на президиумот на АСНОМ Методија Андоновченто, а положи цвеќе пред споменикот на АСНОМ во паркот Жена Борец. Се чествуваше и на Мечкин камен во Крушево.